Прво, сметам дека е важно да се каже дека тоа е уште еден од низата на од никаде испланирани, најавени предлози на ВМРО-ДПМН. Тоа е еден предлог кој што сега се повторува, беше тој предлог на масата, да подсетам, пред повеќе години за време на минатата влада, кога беа во коалиција заедно со ДОИ, тогаш беше дел од еден пакет на мерки кои што требаше да се донесе. Тогаш има иницијатива за отворање на некои офшор зони, кои што се сеќавам. Меѓутоа, еве конкретно, сметам дека првата дилема која што се поставува е дали можеби внатре во коалицијата со ВЛЕН, давајќи го овој предлог за измена на државниот грб, можеби не се разговара внатре во коалиција и за измена на химната. И тоа е нешто на што ВМРО-ДПМН треба да одговори. Ние сметаме дека државниот грб сосем соодветно прво хералдиски ги отсликува сите карактеристики иманентни на ова поднебје. Јасен е континуитетот и од придобивките на народно-ослободителната и антифашистичка војна. Нема никаква поделба во однос на етнички групи и доколку има таква иницијатива со сите демократски средства, најостро ќе се спротивставиме на промена на државниот грб.